Опозицијските функционери очигледно имаат проблем со сетилото за слух или до толку не се разбираат што мораат постојано да си ги интерпретираат изјавите што ги даваат, обвинувајќи јавно дека други им ги менуваат ставовите кои тие очигледно не може да ги додржат ниту еден ден. Мислам дека вчера беше погрешно протолкувана изјавата, односно монтирана и спинувана, ево вака да се изразам во поинаков жаргон, изјавата која што беше дадена од страна на генералниот секретар. Овој препознатлив груевистички стил на однесување кон медиумите тогаш кога вистинската вистина не одговара на партиската, се разбира, мора да биде демонтирана, но не со нешто друго, туку со незината интегрална демонтажа. Значи, во игра е бојкот на потенцијален бојкот на претседателските избори, доколку не се прифати вашето барање за предвремени парламентарни? Во игра, како што кажа, буквално се сите опции. Тоа што проблемот со собствените некоординирани изјави се обидуваат да го префрлат на туѓа адреса, предизвикуваат дополнителни компликации кога со нив имплицираат клевети за кои повторно наоѓаат оправдување, со леснотија подведувајќи ги како политички прогон против опозицијското раководство. И на тоа има два начини да се одговори. Или да потврдат, или да излезат да демонтираат, а не да ги малтретираме сите овде да доаѓаат на суд. Сепак, целосното отсуство на усогласеност доаѓа до израз кога улогата се менува, па наместо обвинети, тие стануваат обвинители. Тогаш, за туѓите измислици за нив, кои влијаат врз нивната репутација, судските постапки се и повеќе од оправдани, затоа што правдата мора да биде задоволена. Дел од тие измислици за среќа се документирани и во моментот имам пред органите поднесено кривична пријава за навреда, клевета, нарушување на угледот. Токму затоа што се работи за дефокус, а не за јасна слика, се случува и политичката понуда за следните, предвремени или редовни избори, да биде досега невидена. Тоа што се ветува во случај на победа, ги надминува границите на секоја нормална пропаганда. За да биде триумфот победа, за да се случи дополнителното губење на Република Македонија, за да се случи имплементирање на платформи на туѓи земји, за да се случи реформулирање на Република Македонија, на државното уредување на Република Македонија, потребна ни е довербата од народ. И на краја, за оние што се смета дека треба да зрачат со милосрдие и верска толеранција, а звучат сосема спротивно. Вие знаете, се случува кај нас многу работи што неправославни функционери имавме на многу високи позиции, па и од тогаш може и почна овие проблеми наши. Нашите проблеми се такви, ама не поради нив, туку меѓу другото и поради псевдо великодостојниците, кои зад расото, наместо верата, ја чуваат политиката и партијата.